Божиновска Елеонора прашува кој е подобар извор на протеин, сурутка или протеински прашок. Елеонора, многу е важно повторно која е целта и зошто би ги употребувала. Доколку ме прашуваш за што е подобро после вежбање, во тој случај би ти рекол и сурутка и протеински прашок. Сега не знам дали ме прашува за сурутката, дали да во течна состојба, но како и да е, дали е во прав, дали е во течна состојба, дали ќе биде некаков протеински прашок кој што е формулирана верзија од некоја компанија кој што има и протеин и можеби и други и шекер и други микронутритивни вредности, во тој случај јас секогаш би избирал протеински прашок формулиран затоа што формулацијата ќе ти обезбеди и други пропратни хранливи вредности, а не само аминокиселини и онака, нели, протеин, односно ако зборуваме за whey протеин и за сурутка која што ти прашуваш, најсреќавана е она изолат, односно, нели, 80% на протеин во прашоците кои што луѓето најчесто може да ги сретнат и по маркетите. Но ако прашуваш за долгорочно одржување на мускулна маса, за добри метаболички функции, тогаш телото многу и не го интересира дали ќе биде од сурутка, дали ќе биде, не знам, од друг извор, од причина што единствено телото на крај на денот треба да го интересира и го интересира колку количина на протеин добило. Ако ги гледаме нели сурутката или можеби казеинот како најупотребувани, и двата се супер. Нема науката се уште доказ дека ако едниот се употребува повеќе од другиот ќе добиваш мускулна маса, затоа што такви научни истражувања веројатно се комплексни да се спроведат со голема група на луѓе, па да се делат, па да се чека, можеби поголем период, бидејќи градењето на мускулна маса и не е воопшто брз процес, но пак ќе ти кажам, највеќе телото го интересира колку протеин ќе добие на вкупна основа и доколку е за вежбање, тогаш дефинитивно јас би одел со некоја формулирана верзија на протеински прашок, а не само со, нели, она сурутка или whey протеин познат, кој што можеме и од маркет да го купиме, иако и тогаш нема да сгрешиш, затоа што во сурутката има леуцин, една аминокиселина која што е клучното нешто за да ги стартува, за да стартува синтезата на протеините и да стартува регенерација на мускули. Така да нема ни со двете опции да сгрешиш.